1500 деца не се заведени во матичните книги, 2000 секојдневно питачат, а 18.000 не одат на училиште. Што беше некогаш, а што е семејството денес? Ми е жал кога ќе слушнам колку разводи, колку бракови се склучуваат, а колку разводи ги има. Анализа во дневникот на Ситал. 18 мај е меѓународниот ден на семејството. Министерството за труд и социјала во градскиот парк по тој повод приреди богата забава за најмладите, во обид да се прикаже потребата на децата како најважна алка во семејството. Брак после 30-тата. Едно максимум до 2 деца, дадилки, градинки, баби и дедовци. Ова е една од дефинициите со која може да се опише современото македонско семејство во 21 век. Наместо како столб на општеството, многу градови со години имаат намален наталитет. Многу помалку родени од умрени. Брзото темпо на живот, работните обврски како и финансиската состојба. Причини поради кои младите и не размислуваат на брака, камоли на потомство. Министерот Ристовски ја знае состојбата и неговата функција не му дозволува да посвети повеќе време на семејството. И тоа малку време што го имам се обидам да го поминам максимално квалитетно и се обидам да надокнадам колку можам поради моето отсуство во следниот период. Многу ќе се коригираат состојбите во тој дел и квалитетот и карактеристиките на македонското семејство ќе се интензивираат во поглед на зголемување на бројот на деца и одржливоста на семејството како основна базична клетка на општеството. Оние кои се дома имаат време за децата. Постарите пак бараат поголема слога и разбирање меѓу брачните партнери. Ми е жал кога ќе слушнам колку разводи, колку бракови се склучуваат, а колку разводи ги има. Мислам дека мора да двајцата бидат толерантни до крајност, за да се остане поради дечињава. Колку што можам одвојувам. Доволно е тоа? Не е доволно. Од модерното клише на македонското семејство одскокнува пратеникот Владко Ѓорчев. За 2 месеци ќе го добие третото дете. Но вели не застанува тука. Па ќе продолжиме понатаму. Сега ќе видиме фактор Господ, нели, но и сопругата и јас сакаме многу деца. Марта и Филип сакаат уште брачиња и сестрички и ќе видиме. Денеска се одбележува меѓународниот ден на семејството, кој пред 20 години е утврден од Генералното собрание на Обединетите нации. Но не сите деца имаат убаво детство. Податоците на детската амбасада Меѓачи покажуваат фрапантни податоци. 1500 деца фантоми ги нема во матичната книга на родени, 2000 секојдневно питачат низ улиците, 18.000 не одат на училиште. Голем број жртви на насилство, грабнати силувани. Не сите деца во земјава имаат убаво и безгрижно детство. Податоците се загрижувачки, но и од година в година нивниот број расте. Причина склучување на малолетни бракови, економската нестабилност. Проблемот е со родоскрнавењето инцестот, проблемот е со насилството семено и проблемот се зачестен поголем во последно време е бракоразводните постапки кои траат болно, долго, за сметка на детето, каде родителите се пресметуваат кој ќе биде доминантен. 30 минути дневно е сосема доволно родителот да одвои за разговор со своето дете, да му посвети внимание, да чуе со кои проблеми се соочува. Но и тоа е многу за денешните родители, кои се повеќе се жалат на немање време и напорната работа. Се обидуваме децата ги научиме на едни вештини на фокусирање на родителите кон нив и нивните проблеми, да бидат иницијатори за разговор. Ако гледат дека родителите се заморени, се уште не успеале да ја зад вратата да ја остават работата, кога веќе се дома, физички присутни, да бидат и психички присутни и навистина да воспостават комуникација. Од Меѓаши вела дека покрај советувалиште за брак, неопходно е да се формира и советувалиште за родителство, каде стручни лица ќе им помагаат на родителите во нивното воспитување на децата. Една од опасностите